Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани представници на локалната самоуправа, училиштето, Стопанската комора на Германија, Министерството за образование. Она кое што е важно е дека од денешната средба и посета во Охрид може да се заклучи дека во ова училиште во Наум Охридски, извинете, во Охрид се спроведува образование кое што е тестирање на процесот на дуално образование во нашата држава. Може да се заклучи дека навистина процесот стартувал добро и дека од сите страни кои што се засегнати, а тоа се компаниите, училиштето, локалната самоуправа, Министерството за образование, има интерес да оваа програма продолжи понатаму. Поради тоа што учениците кои што се вклучени во овој процес добиваат повеќе практично знаење и се поспремни за одење понатаму во нивното знаење и вештини за во производен процес. Ние како држава може да кажеме дека образованието е основа за развој на стабилна економија и одржлива економија, но се соочуваме со еден предизвик кој што гласно го алармираат стопанските комори и представниците на работодавачите, а тоа е дека недостига стручен и квалификуван кадар за во производство и одредени струки навистина се дефицитарни. Тоа укажува дека веројатно процесите на реформи во образованието кои што се случувале во последните 20 на години не ги дале своите резултати, но токму со ова тестирање на програмата се увидува дека може да се постигне едно усогласување на понудата и побарувачката на пазарот на труд. И мене тоа навистина ме радува. Јас зборував и со наставниците, и со компаниите, и со учениците. Учениците се посебно заинтересирани заради тоа што сметаат дека тие сега во втора година знаат повеќе од оние што се во четврта, посебно оние кои што директно биле соочени со предизвикот да се биде во компанијата и најголем предизвик кој што тие го посочуваат се дисциплината која што се случува во работен процес, а ние знаеме дека навистина нашето младо население треба да го воведеме во тоа што значи работен процес, што значи дисциплина и што значи постигнување на поголема продуктивност на работното место. И токму затоа оваа програма која што се тестира во нашата држава може да оцениме дека навистина е на добар пат да оствариме едно системско решение за дуално образование. Во моментот се 135 ученици во 7 училишта на целата територија на нашата држава вклучени во дуално образование. Јас сакам да ги посетам сите, да поразговарам со сите, се со цел да она системско решение кое што ќе го понудиме во догледен период биде основано на потребите и побарувањата на сите кои што се вклучени во ваквиот тип на образование, се со цел да можеме да постигнеме една развојна и динамична економија која што понатаму ќе донесе повеќе бенефит за сите граѓани. Благодарам. Јас денес во Свети Наум Охридски, техничкото училиште во Охрид, гледам дека она што сме го започнале пред 2 години како успешна реформа во стручното образование, тоа е едниот сегмент дуално образование покрај учењето за работа, дека успешно се имплементира. Министерството за образование и наука уште пред 2 години отпочна процес да излези во пресред на барањата на стопанството за квалификуван стручен кадар, отпочна процес со реформирање на стручното образование и од оваа учебна година веќе сите струки и профили во средното стручно образование од 2-годишно, 3-годишно и 4-годишно образование веќе имаат нова димензија. Тоа значи практичната работа се враќа повеќе во стручните училишта, поврзаноста со стопанството, со бизнис секторот е веќе зајакната, препознаена и ние ќе ја поддржуваме постојано и континуирано. Затоа денес со мене и представник и од нашите партнери од стопанството, представници од Министерството, од владата, односно вице-премиерот за економски прашања, кој дава целосна поддршка на ваквиот процес на развој на поврзување на образованието и стопанството. Се надевам дека сите овие напори нема да застанат тука, туку ќе продолжат и понатаму. Од страна на владата и Министерството за образование да излегуваме во пресред со нови наставни планови програми, подобрување на квалитетот на наставен кадар преку разни видови на поддршка, обуки што ќе го добиваат, креирање на се понови, поразлични модерни наставни планови програми. Од друга страна, стопанството ќе ги прима нашите ученици во практичната работа, директно вклучени во
работата во компанијата, а тие завршени ученици ќе ги задржува со трајни вработувања на работните места во компаниите и на таков начин таа симбиоза, воспоставена симбиоза меѓу стопанството и образованието ќе го зајакнуваме во иднина уште повеќе. So we are glad that we are today here, and 2 years ago we started at the cities of Ohrid and Kavadazi with 4 participating companies, and today we are in 5 cities, 10 participating companies, and we could subscribe 100 students for this year as a start. It's a 4-year training, and it's a public-private partnership which will grow. And we see that the acceptance among parents also to send their children to these middle schools to attend the vocational training is very much increasing, and it's a good way to create best opportunities for the professional career of the youngsters. And we have very sophisticated new professions like mechatronics and machinists, which are demanded by the market. And we have seen investments for the development, HR development of the companies and training. And we are very glad also to have this cooperation with the government, with the Ministry for Education, that the adoptment or the amendments of the laws and the curricula have been done, could be made. And so these are new chances, opportunities, and we can see also that participating middle schools are growing in numbers by students. So it's a real competitive way now to bring up youngsters, to educate youngsters, and so we are very much focused on those who are into science and physics and math. So that's one of the crucial focus we have at the moment, and we are optimistic that we also from next year expand this program to Skopje and to Tetovo. So far it has been decentralized, it's demand driven by companies who took the initiative, and now their role is to coordinate these things. That's done by the chamber in cooperation with the schools and the government, and we are very glad that this is such a success story, and we hope it will continue.